Добро вечер во централните вести на Канал 5 и ви благодарам што сте со нас. Еве ги насловите. Бадник, предвесник на Божик. Верниците се молат за мир и спокој. Еден свет ден, Божик и голем празник за нас, македонците православните. Бадникарските поворки ги исполнија улиците. Да му придеме на Богомладенецот, за и самите да се родиме за нов живот во него. Безпредметно е Бугарија да го спори македонскиот јазик. Тоа е прашање за кое нема дискусија. Аналитичарите по последните провокации од Софија. Дали тие го сметат за достапен на граѓаните или не знам како го сметат, македонскиот јазик си е македонски јазик, признат, изучува. Гренланд стравува од венецуелското сценарио по најавите на Трамп за анексија на островот. Hvor man får det her chok, fordi man håber lidt, han har glemt det, men han mener det åbenbart fuldstændig seriøst, så det er ikke så fedt. Данска предупредува. Тоа би било крај за НАТО. Чудесната моќ на храмовите. Малиот Леон проговори и го прекина 7-годишниот Молк по молитвите во Острошкиот манастир. Многу сакам кога одам на роден ден кај некога. Бадник, предвесник на Христовото раѓање. Православните верници го слават денот пред најрадосниот празник Божик. Традиционално верниците ги посетуваат храмовите, палат свеќи и се молат за здравје и спокој. Централната Бадникова прослава и примопредавањето на кумството се одржа пред соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. По повод денешниот празник, Бадникови поворки продефилираа во повеќе од 80 градови низ земјава, но и во диаспората. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Со свејки во рацете, во духовна и молитвена атмосфера. Стотици верници се собраа во соборниот храм во Скопје, за да ја навестат најрадосната вест, веста за Христовото раѓање. Велат најсрекни се што денеска семејствата се обединети на постна трпеза, од најмлад до највозрасен. За многу години нека не е денешниот празник и сите други празници са убаво да бидеме здрави и живи. Еден свет ден, Божик и голем празник за нас, македонците православните. И традиционално ние вака приготвуваме постна трпеза, доаѓаме во соборниот храм, се собираме, земаме бадникови гранчиња, еве, и тие ги ставаме вечер на трпезата, исто имаме бадниково гранче, кај што ќе ни биде и погачата, нели, кога ќе го кршиме лепчето. А бадниковите свечености во главниот град се нераскинливо поврзани со традиционалните улоги на кумот и здравичарот, кои со здравици и благослови го најавија Христовото раѓање. Оваа година куме Зоран Кондратенко, а здравичар Јаков Дренковски. Денеска денот ни даде дожд, меѓутоа вика дождот е берикет, па ви посакувам берикет на сите во годинава што следи. Да ја честитам и новата година и празниците што следат. Убаво е да се видат вакви убави лица, каде што човек ќе посака да запее и да ви внесе мир во душите, а преку зборовите да ви дарува здравје и разбирање. Бадникови честитки и пораки за заедништво упатија и градоначалниците на град Скопје Урце Ѓоргиевски и на општина Центар Горан Герасимовски. Да ви посакам на сите радост, здравје и среќа и мир во вашите домови. Ова се празници кои што од една страна не доближуваат до Бога, а од друга страна па и ни даваат можност да се обединиме како народ, а тоа ни недостасува. На сите нас да си ја почитуваме бадникарската традиција, што не поврзува и не сплотува. Дабовите гранчиња нека ни донесат здравје, среќа и берекет во секој дом, а на Бадник и Божик да подадеме рака на сите на кои им е потребна помош. Бадникарските песни не одекнаа само во храмовите. На улица Македонија најмладите ја изудеа бадниковата поворка, пеејќи ја Вечниот Бог. Во рацете ја носеа Витлеемската ѕвезда, која е символ на Христовото раѓање, односно според легендата, кога Исус Христос се раѓал во пештерата, ѕвездата светела на небото, помагајќи им на мудреците да ја пронајдат.
Јас секоја година учествувам на овие поговорки. А дали ги знаеш песните? Да, ги знам сите песни. Јас секоја година учествувам. Ова чувството е радосно, срекно. А дали учествувате во подготовка на звездите? Па да, имаме каде што ни е музеот, додајме од мој што е, таму ги правиме ние звездите. Ова ми е втора година што учествувам тука. Надминати се сите наши очекувања затоа што дождот не ги спречи нашите сограѓани ниту во Скопје, ниту во 80 градови и населени места да излезат на улиците, да ја пееме вечниот Бог, да го славиме Христа, да го благовестиме Христовото раѓање. По завршувањето на Бадниковата вечера, на полноќ завршува и бдеењето, а верниците си го честитаат празникот со зборовите Христос се роди, вистина се роди. Живееме во свет во кој што има неправди и беззаконие. Да не дозволиме тоа да ни стане прифатливо и вообичаено, кажа во Божикното послание архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, честитајќи им го на верниците Христовото раѓање. Празникот на Христовото рождество, односно верата и сознанието дека Синот Божји стана и Син човечки, стана Богочовек, за да не избави од паднатоста, нека не направи храбри во сведочењето на вистината, штедри во покажувањето на љубовта и бодри во соочувањето со искушенијата. Да му придеме на Богомладенецот, за и самите да се родиме за нов живот во Него, а преку нас светот да ги вкуси мирот и радоста кој што само Тој може да ги дарува и кој што, впрочем, постојано им ги дарува на сите, чии што души и срца и денес и секојдневно воскликнуваат Христос се роди, Христос се роди, Христос се роди. Честито и од Бога благословено новото лето Господово. Коледарите и годинава ја продолжија традицијата и со песна го најавија Христовото раѓање. Во домовите се приготвува и постната трпеза, каде што неизбежно е лепчето со паричка. Ана Торевска-Мицевски има повеќе. Први вестници на празникот се малите деца коледарчиња кои ги представуваат земните ангели. Уште рано наутро собрани во братска радост го навестуваат празникот Божик. Пејки коледарски песни одат по домовите, чукаат на вратите и така го најавуваат раѓањето на Господ Исус Христос, а за возврат добиваат подароци. Според традицијата, домаќинките ги даруваат малите коледарчиња со колачи костени, ореви, јаболка, портокали, постни колачиња и по некоја паричка. За да го навестиме дето на Господ Исус Христос. Од 7. Од 7. Од 7. Од 7. 8,5. 8,5. Јаболчиња, костени, крем бананки, бомбони, парички, бомбончиња. Денеска е Коледе, утре е Божик, ке колеме теле, теле вика леле. Бадник е последниот ден од 40-дневните божични пости. На Бадниковата вечера семејството се собира околу Бадниковата постна трпеза. Традиционално се подготвува риба, постна сарма, тавче, гравче, компир и пита, суво или свежо овошје, ореви, костени и мед. Се верува дека колку е побогата трпезата, толку побогата ќе биде и годината. Дојдоа ли многу коледарчиња утринава? Да, имаше, дојдоа. Што подготвивте за нив? Па вообичаено, крем бананчиња, оревчиња, мандарини, портокали, јаболчиња. Што подготвивте за вечера? Нормално, бадниковото лепче, погачата, пита, гравче, сарма.
Според традицијата, неизоставен дел од вечерата е лепчето со паричка. Вообичаено, лепчето го дели домаќинот. Првото делче е за Бог, потоа за домот, за себе и редум на останатите членови на семејството. Оној што ќе најде се смета за најсреќниот во годината што предстои. По вечерата храната се остава на маса поради верувањето дека ноќта Бог ќе дојде за да вечера. Бадниковата вечер ја носи тивката радост на исчекувањето. Божик пак ја заокружува таа радост со порака за љубов, сплотеност и нов почеток. На големиот семеен празник, неслучајно, народната поговорка вели: каде и да си? За Бадник и Божик, дома да си. А посната Бадникова трпеза вечерва, а и она утре за Божик, вистински предизвик е за граѓаните. Велат традицијата мора да се испочитува и покрај тоа што цените уриваат рекорди. Да се соберат децата, да ми дојдат внуците, да се повеселиме, да испразнуваме празникот целосно. Све што треба традиционално, посно, кравче, рибче, ореви, костенчиња. Обавезно ореви, костенчиња. Можда нешто се промаша, ама ќе имат од све посно. Костени, ореви. Све тие работи. Дали имате представа колку од прилика би ве чинела трпезата? Не знам од прилика, што да ти речем, околу до 80 до 100 евра, така. Мевце, кременадли, ковасици, што постои таму. А утрешнава трпеза може да ќе биде и поскапа малку? А поскапа ќе биде. Швајцарските власти признаа во барот на смртта во Кран Монтана, инспектори за противпожарна безбедност не стапнале 5 години. Последните пораки од Бугарија потврдуваат дека македонскиот јазик останува јаболко на раздорот меѓу Скопје и Софија, но тоа не може да ја смени реалноста за континуитетот на нашиот идентитет. Велат дел од аналитичарите по последните провокации од Бугарија, која македонскиот јазик го нарече достапен за граѓаните. Поранешниот амбасадор во Софија Маријан Ѓорчев смета дека актуелниот акциски план кој што го спори Софија е европски пример како треба да се третираат малцинствата. Јана Јосифовска со детали. Безпредметно е Бугарија да го спори македонскиот јазик и идентитет. Тоа се прашања за кои нема дискусија, вели поранешниот амбасадор во Софија Маријан Ѓорчев. По последните провокации од бугарското МНР, од каде македонскиот јазик во акцискиот план за малцинствата го наведоа како достапен јазик на македонските граѓани и институции. Ѓорчев смета дека двете земји, наместо за идентитетски прашања, треба да се фокусираат на меѓусебна соработка и поврзување. Без разлика на позицијата на Софија, вели Ѓорчев, акцискиот план на Македонија е пример во Европа како треба да се решаваат прашањата за малцинствата. Тоа што Бугарија сега го проблематизира не е ништо ново. Едноставно тоа се некои нивни абстрактни гледања на работите, кои што ние треба само да кажеме, ние во делот на малцинствата имаме многу високи стандарди, усвоени уште 2001 година, ги надградуваме секоја година и во тој дел нашиот акциски план е, би рекол, урнек како треба секоја европска земја да ги решава проблемите со малцинствата. Проблемот со јазикот едноставно не значи дека како бугарите имаат во пуснота таму ставено дека нели во Европската унија, во Брисел, дека тоа е јазик кој што е дијалект на бугарскиот јазик. Тоа нема никакво значење, тој јазик си постои. Дали тие го сметат за достапен на граѓаните или не знам како го сметат, македонскиот јазик си е македонски јазик, признат, се изучува. Со вжештените празнични прозивки меѓу Скопје и Софија и нивните обвинувања за отстапување од македонска страна од постигнатиот консензус во 2022-та, се помали се шансите дека во новата година е можно некакво придвижување во разговорите меѓу двете страни, а Македонија, според Ѓорчев, треба да цели кон надградување на договорот за пријателство, овој пат како што вели во корист на земјава. Република Бугарија многу децидно го кажува своето. Подпишавте 2017 година договор за пријателство, соработка и пријателство, подпишавте 2 протоколи, исполнувајте. Ние нема што тука да бараме од Република Бугарија, тие
едноставно сме подпишале, треба да си ја бараме вината кај нас. Од таа страна треба да им предложиме на бугарите. Јас веќе сум говорил кај вас дека треба во член 13 став 2 по дипломатски пат да најдеме решение да го надградиме договорот, затоа што тој е несреќно подпишан на штета на Македонија како држава и ние не можеме да мрдиме ни чекор напред, се додека тој договор не го надградиме во насока на позитивен дух. Реакцијата од официјална Софија следуваше по изјавата на премиерот Мицкоски дека акцијскиот план за малцинства не бил прифатлив за Бугарија, затоа што бил испратен на македонски јазик. Од македонското МНР експресно возвратија дека наместо недолични коментари очекуваат од официјална Софија европско однесување и целосна почит и признавање на македонскиот јазик. Божикните празници се моменти кога си спомнуваме за чудесната моќ на манастирите и црквите. Семејството Мемиш Апостоловски од Скопје, како што вели, благодарение на молитвите во манастирот во Острог, дочекале по 7 години нивниот син со аутизам да проговори. Сторија на Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Во семејството Апостоловски и Мемиш секоја нова година се дочекува со молитва за здравје и благодарност на светецот Василиј Острошки. Леон Апостоловски, дете со аутизам за кој никој не верувал дека ќе проговори. Во 2019 година од дете со 1 до 2 искажани зборови почнал да говори цели разговори. Се почнало во март кога неговата мајка Амела сонувала ангел, кој рекол да одат во манастирот Василиј Острошки за помош на нивното дете. Таа и супругот веднаш заминале, иако била муслиманка. Вербата во доброто, во правилното и во услушаните молитви и го отвориле патот. Нас ни рекоа фатите се вие за рака и со другата рака положите ја врз моштите. Се очита молитвата што се очита, не прашаа ни Леон за неговото име. Во тој момент кога излегов надвор, прво што беше, истрчав надвор од манастирските дворови и почнав да плачам на глас. Тука ми придоа 2 монахињи. Невратно со некоја група биле, дали биле нешто низ помош, не се сеќавам. Една, знам дека ме прегрна, едната од нив рече ни се грижи, твојот син е исцелен. Стана од другиот кревет, дојде до мене, ме погледна директно во очи и првите реченици му беа: мамо, може ли да излезам надвор? Ми треба некои си минута досека да ги проглотам тие емоции, јас потоа си ги разработив. Откако била 2 пати во манастирот и кажала дека Леон прозборел, биле повикани од отецот Василиј додат лично да го види Леон. Од утерот директно отиде на Леон, го фати за рамена, Леон него го фати за подлактици и на протоиерей. Зборовите беа откад се ја и ти нисмо видели, или да го приведам, од кога јас и ти нисмо се видели. Јас бев прво во шок. И сите ние бевме во шок. За такво прашање да му се постави. Леон му вика одамна. Тогаш го зема Леон и застанаа пред олтар заедно, како да се познаваат илјадници години, и ги заедно на глас одекна во Петар и Павле, во црквата на Свети Петар и Павле, Оче наш. И савршено здравје узнемиренима, тишину заробljeniма, слободу и све кои на неки начин страдају утеши, избави све милостива Господарица сваки град. И Леон со посебна радост чита цели молитви, знае од каде му е помошта и се радува што може да оди во училиште и да се дружи со неговите другари. Најсреќен е кога добива покани за роден ден и кога му доаѓаат гости. Многу сакам кога одам на роден ден кај некого. Ти ги покани кај тебе на роден ден, кај тебе ти е во лето роден ден? Да, јас ги поканувам. Сите. Дојдоа ли другарчињата во летото? Доаѓа дечиња мали, големи и се дружите. Да. Амела раскажува дека денес Леон е момче кој знае да зборува, да чита, да се дружи. Редовно работи со него, а таа е психолог. За неа треба промени во целиот систем, но вели дека мора да се променат родителите да работат и тие заедно да се подобри состојбата со аутизмот. Јас работам со родителите. Тие се клучниот фактор кои што може да му помогнат на детето.
Можам да им дадам насоки, можам да им изработам програми во зависност од тежината на детето и од спектарот на нарушување, затоа што аутизмот како аутизам не е само F84, може да има и генетски работи кои што се наследени. Амела издаде 2 книги: Светот на аутизмот, патувањето на Леон и Ангелот по име аутизам, подарени до сите родители, за да се разбере светот на аутизмот. Дека силната волја ги надминува сите препреки, зборува и случајот со македонскиот високогорец Стоилко Стоичев, кој иако е со 90% оштетен вид, продолжува да ги освојува светските планински врвови. Стоичев вели дека неговиот хендикеп дополнително го мотивирал да освои десетици врвови повисоки од 3000 метри. Јорданчо Цветановски. Планината дава поинаква смисла на нашиот живот, затоа што вистински ја запознал. Ги проширува хоризонтите и прави спој со совршенството. И во моментот кога ќе дојдеме до првата пречка, не смееме да се вратиме назад, бидејќи таа пречка постои само во главата. Со ваква филозофија живее планинарот и високогорец Стоилко Стоичев, кој е лице со над 90% оштетен вид, но неуморно гази по недопрените планински предели. Уште пред повеќе од 20 години му било констатирано оштетување на фокусот на очите, но како што вели, тоа не му пречи да живее живот со полни гради. Ке мене оштетувањето на фокус на окото. Студент на машински факултет, при некои вежби, мерење со шублер, со микрометри, гледам дека бројките не може да ги видам. Испадно дека окото колку е здраво, ама да кажеме прснал фокус. Телесното оштетување не е нешто што можеш да го береш дали во животот ќе го имаш или ќе го немаш. Едино може да го прифатиш или да не го прифатиш. Јас сегаш викам дека животот е еден, треба да максимално да го искористиш, на секој предизвик да гледаш со крената глава. Сегаш кога ми е тешко, дома имам еден зид, си го викам зид на гордоста, и секогаш кога ми е тешко во животот, ќе застанам пред него и си викам се што поминовме, пак за понатака ќе биде полесно. Неговиот хендикеп не го обесхрабрил да ја пронајде својата љубов во планините и како што вели да се чувствува одново роден. Најпрво Солунска глава, а во изминатата деценија бил науштен над 400 врвови над 2000 метри и 20 над 3000 метри. Од Алпите до Иран, од Турција до Таџикистан и сонот на секој високогорец Хималаите. Стоичев најчесто оди со придружба, додека пак на водно и на матка оди сам. Од стотиците врвови, најдраг, но и најтежок му е Аконкагва, највисокиот врв во Јужна Америка, зашто е првиот македонец со попреченост кој го искачил и неофицијално второ во светот. Аконкагва е врв каде што е многу реток воздухот, редок. Се вика дека има на врвот е околу 30% кислород има, при искачувањето нема никакви проблеми, ама заради видот на симнувањето има доста проблеми. Предрасудите кон лицата со попреченост во Македонија се уште постојат и се проблем кој многу бавно се решава, раскажува нашиот соговорник. Според кого уште поголем проблем е намањето институционална поддршка за нашите спортисти надвор од границите. Особено е разочаран од недобивањето на одговор на барањето за финансиска помош од Министерството за спорт за врвот Ленин во Централна Азија. Некој разбира, некој не разбира што значи да си лице со хендикеп. И се обратив и до Министерство за спорт. До ден денес нема ни да ти одговарат, не пак ама да ти дојдат некои финансиски средства. Ленин бевме средината на јули, поднесо барање до кладеш, некаде почетокот на мај. Целокупната планинарска приказна Стоичев ја заокружи во октомври, кога организираше изложба на која беа представени повеќето врвови кои ги искачил во Македонија, но и надвор од нашите граници. Стоичев, кој 3 пати досега бил избран за спортист на годината на град Скопје во категорија лица со попреченост, живее со уште неколку предизвици за следните години. Искачување повторно на Алпите, а веќе во 2027 година желба му е пак да се врати на врвот Ленин и овој пат да го искачи.
Толку во вестите. Пријатна и спокојна Бадникова вечер.